Владата планира да почне процес на отворање на пазарот на труд за странци. Разговорите за ова прашање од суштинско значење за натамошното обстојување на голем број компании кои се соочуваат со недостиг на работна сила и бараат да се овозможи увоз на странски работници, ќе почнат наредниве месеци, најави денес вице-премиерот за економија Фатмир Битики. И на тоа соодветно мислам дека оваа година не само што ќе отвориме дискусија, но ќе отвориме една за секогаш табу темата дали во нашата држава може да увеземе работна сила за да се зголеми продуктивноста и конкурентноста на економија. Според Битики, истовремено треба да се работи и на зголемување на продуктивноста на трудот. Не се согласувам дека зголемувањето на плати секогаш е лошо. Сметам дека зголемувањето на плати е еден од факторите за зголемување на продуктивноста, но за жал во нашата држава се покажува дека и покрај зголемувањето на платите продуктивноста останува се уште ниска и затоа мораме да смениме целиот пристап. Можноста за донесување работници од странство е нешто кое бизнисот го бара одамна. Ние во иднина мораме озбилно да подискутираме во држава дали треба да ги олесниме вработување на странци и дали треба да прифаќаме работници кои ќе дојдат за овие наши плати, а тоа се работници од Филипини, од Бангладеш и така натаму, со цел да ја задржиме економијата, за да немаме големи проблеми во полнење на буџетот, особено во фондовите за пенсиско, за здравствено осигурување и така натаму. Проблемот со недостиг на работна рака се превлекува со години, но кулминира последниве неколку, особено по најавите дека Германија го отвара пазарот за над 50.000 работници од Балканот.